Почитувани гледачи на македонска телевизија, добро вечер и добро дојдовте во вклучувањето во директниот пренос од националната фудбалска арена Тодор Проевски во Скопје. Вечерва 34-то куп финале, каде што ќе го добиеме 33-тиот победник во ова надпреварување. Фудбалската федерација го смета и оној во 2020 година, надпревар кој практично и не се одигра и не се доврши таа сезона, но како сезона е вкупно 34-та во македонското фудбалско куп надпреварување. Еве го составот на Силекс: на голот е Љупче Джеков со број 25, 5 Ѓорѓе Джеков, неговиот брат близнак во одбраната се уште Евтимов со број 23, Шубер 99, Тимовски 7, во средниот ред Дели Меџац со 22 и Анѓелевски 6, лево во нападот Донов со број 8, десно Пиреш 7, Бутуревиќ 34 и најустурениот Алич во шпицот. За екипата на Шкендија на голот е Гаје со број 24, во одбраната 22 Јети Ислами, 5 Фета и 15 Трумчи, десно со број 2, во средниот ред е Ал Хасан со број 6 и Зейнулај со број 17, пред нив Красничи со број 10, лево во нападот Љатифи 77, десно Тамба 27 и со број 9 Ензенгве. На завршницата на сезоната екипата на Шкендија е секако втора, нема да биде во Лигата на шампионите, обезбеди Конференцијска лига, но сака да го освоја третиот триумф во купот. Го видов при судијата предмалку Игор Стојчевски од Скопје, кој што е главен судија, му помага Тошицев од Кавадарци и Вјолце Изери од Гостивар, четврти судија Бенјамин Керими од Скопје, во Варсовата Александар Груевски од Кичево, негов асистент Гоце Петрески. Пиреш продолжува сега обидот на Кратовци, уште една шотбира топка од Ензенгве, под пречката е одлична. Уште многу опции во првото полувреме. Љатифи, да видиме Љатифи, добра топка Љатифи, беше опасна ситуација. Красничи продолжува притисокот на Шкендија. Красничи одличен потек. Ќе бие Красничи, интервенција на Љупче Джеков, беше игра во одбраната во средниот ред, а и еден од продуктивните во нападот, 6 гола. Да видиме сега одземена топка, опасна може да биде оваа ситуација. Доде свртена топка, еве шанса 1-0. Води Силекс во 71-та минута од надпреварот. Изворена контра од игра, тоа е нивното најсилно оружје. Додев асистенција, Алич погодок и 1-0 за екипата на Силекс во 71-та минута од надпреварот. Погледнете како се радуваат, како да го освоиле купот, иако има 20 на минути до крајот. Екстаза во редовите и на клупата на Силекс. Ова фантастична контра која што е одигра, но дојде како грешка во средниот ред на противникот во напрестројување кога Меличи влезе на местото на Ал Хасан и не можеше тука подобра топка да добие босанскиот интернационалец во нападот Ади Алич, кој што едноставно само требаше да му погоди празниот гол мрежата на Бабукар Гаје. Немаше работа голманот на Шкендија во второто полувреме, имаше една интервенција во 9-та минута токму против Алич, но најзаслужен креатор на овој гол е Дарко Додев. Дел од акциите кои што ги организираше Силекс. Крај на надпреварот. Фудбалерите на Силекс се победници во годинашното издание од фудбалскиот куп на Македонија. Со 1-0 славеа во дуелот против Шкендија од Тетово и дојдоа до својот четврти триумф во купот на Македонија. Веднаш потоа, во 71-та решавачкиот момент кога Дарко Додев асистираше, а Алич успеа да го совлада противничкиот голман за 1-0. И сега најсвечениот момент и предавањето на победничкиот трофеј во раците на капитенот на екипата на Силекс. Изворедниот денес Дарко Анѓелевски, кој што го водеше на теренот составот до оваа победа и до четвртиот триумф во Купот на Македонија, со кој што
екипата на Силекс дојде до израмнување на втората позиција во историјата на освојувачите на медали во купот со четвртиот трофеј, исто колку што има екипата на Работнички, два помалку од најуспешниот составот на Ватар.